Веќе е стара веста од почетокот на неделава дека јавното обвинителство отвори истрага за Радко Капушевски, Ерџан Сулковски, Асмир Јаховски, Васко Ковачевски и уште 9 други лица за злоупотреби при набавката на мазут за ТЕЦ Неготино. А заборавени се, но е добро време да подсетиме на вестите што 360 степени и други медиуми низ годините ги објавуваа на оваа тема. Во шега еден пријател вели ова неподносливо мириса на едно општество за сите. Кој ќе понеси па таа одговорност? Доколку елиминираме заради сопственичка структура, заради одделени личности, дали се тоа политички личности или бизнис интереси. Значи ние затоа има истражни органи. Дали треба да заклучиме дека семејството Ахмети е во бизнисот со увоз на mazut? Unë u siguroj që familja Ahmeti nuk ka fare të bëjë me se kishte emrin Erџан Сулковски. Што се знае и што се знаеше за случајот во кој обвинителството ја проценува злоупотребата на 167,5 милиони евра. На Радко Капушевски му се предвидуваше долга политичка кариера кога на свој 20 и нешто години стана директор на спортскиот центар Борис Трајковски. Но млад и ја напушти политиката. Прво, за да работи кај бизнисменот Сергеј Самсоненко, а во ноември 2015 година и да отвори своја компанија која денеска го носи името РКМ. Во 2018 година РКМ е фирма со приходи од околу 67.000 евра, од кои профитот е 53.000. Компанијата бележи раст и во 2019 и во 2020. Но клучно за оваа сторија е што се случува на приходната страна, кога на крајот на 2021 година и почетокот на 2022 година на РКМ и успева да склучи два договори со државните електрани на Северна Македонија за набавка на мазут за ТЕЦ Неготино во вкупна вредност од 112 милиони евра. Договорите ги обелоденија колегите од ИРЛ по неколку месечно истражување, бидејќи ЕСМ не ги објави јавно. Новинарите дознаа дека компанијата тогаш испратила барања за понуди за набавка на мазут за ТЕЦ Неготино до сите компании од секторот, но дека никој не се нафатил. Тоа го отвори прашањето од каде релативно малата РКМ имала капацитет да набави толку мазут, и тоа во време на енергетска криза. На прашање на ИРЛ од каде е увезен мазутот, од ЕСМ ни одговорија дека компанијата РКМ доставила список на земји со потекло и компании кои ќе го продадат мазутот. ИРЛ упати прашање до сите компании. Рафинериите ОМВ од Австрија и ИНА од Хрватска тврдат дека не соработуваат со никого во земјава. Од ЕСМ во своите одговори до ИРЛ велат дека тие не побарале договори со компаниите добавувачи, туку само тие да се наведат. Само неколку месеци откако ИРЛ го објави овој текст, во РКМ се случува нечуено нелогична прераспределба на собствеништвото. Радко Капушевски како газда на компанијата која во тој момент има тендери од 112 милиони евра со државата, продава 65% од својата фирма за само 24.000 евра. На лицето Ерџан Сулковски. И сега не треба да сте многу вешт за да пребарате, ќе видите дека станува збор за бизнисмен од Кичево, собственик на Пацифик Петролеум, бизнис партнер на Пуцко Петрол и се понатаму е веќе јасно, господинот Јаховски знаеме кој е член на ДУИ, пратеник и така натаму. И овде личи како да е договорено партнерството и да се делат работите. Ние не сме истражен орган. Доколку за било која јавна набавка економскиот оператор кој што доставил понуда ги исполнува сите критериуми и сите услови, согласно закон за јавни набавки, ние мора да ги прифатиме тие понуди. Во спротивно, ние правиме прекршок. Значи ние затоа има истражни органи. За обвинувањето од тогашната опозиција дека договорот со РКМ е склучен во 4 очи, тогашниот директор на ЕСМ, а сега осомничен во случајот со набавката на мазут, ќе одговори. Ова најодговорно денеска ви утврдам пред цела јавност. Значи секогаш кога се вршеле постапки без претходно објавување на оглас, биле повикувани најмалку 3 фирми, некогаш 5, некогаш 7, некогаш 11 во зависност од која постапка се работи. Меѓутоа кога веќе некој ве обвинува за договори во 4 очи и покажува со прст кон некого, тој истиот кој што денеска и вчера и секој ден додека трае кризата не обвинува, истиот тој човек седел на моето столче и бил директор во ЕЛЕ. И во неговиот мандат и период имало 44 постапки со
без објавување на оглас, односно со постапки со преговарање. Дали тогаш не биле договори во 4 очи? Çdo I cili ka mundësi. Само 2 недели по директорот на СМ Васко Ковачевски. Во 360 степени гостуваше тогашниот министер за економија Крешник Бектеши, во чиј ресор беше и енергетиката. На крајот на август во фирмата која што го увезува мазутот за ТЕЦ Неготино, каде што собственик беше само Радко Капушевски, влегува сега еден господин од Кичево, патем вие сте од Кичево, мислам дека родом, кој што е близок бизнис партнер на еден од вашите пратеници, Исмел Јаховски и неговата фирма, и некако таа коинциденција за која што зборував како да навистина е очигледна. Kështu, unë kam biseduar me zotri Jahoskin dhe sipas informacioneve të mia të cilat I kam, kompania e tij nuk e furnizon me mazut elektronat e Maqedonisë së Veriut. Biznismenit të cilët e theksuat ju, sipas të gjitha të dhënave, po atë din edhe opinioni, kur nuk ka qenë I afërt me shumicën për momentin, për shkak se ka funksionuar edhe gjatë periudhës на Facebook профилот му е полн со слики со Исмил Јаховски, да речеме. Меѓу другото, таа фирма компанија РКМ, ја снабдува општина Пласница, од каде доаѓа господин Јаховски, исто така со РКМ, të cilën e theksuat ju, me sa e di unë, ka punuar edhe më parë, edhe me elektronat e Maqedonisë së Veriut, por edhe me shumë institucione të vendit. Kompania RKM u thiqet nga zotri Kapusheski dhe të gjitha kompanitë të cilat merren me tregtinë e naftës dhe derivateve të naftës kanë mundësi që të aplikojnë ato thirrje publike. Известно време по овие интервјуа на површина излезе сознанието дека Ерџан Сулковски пред да купи 65% од фирмата на Радко Капушевски, бизнис за кој сега осомничен, во истата 2022 година влегол и во друга фирма, КСА Интернационал. Седиштето на фирмата е во стамбена зграда, каде простори има Пуцко Петрол на семејството Јаховски во Скопски Карпош. Веднаш до бензинската пумпа, повторно во собственост на Јаховски. Во својата прва година од работењето, КСА Интернационал успеала да направи приходи од 12 милиони евра и профит од 2,5 милиони. Партнер на Сулковски во таа фирма е Куштрим Смајлај. Во тој момент, германски државјанин со привремен престој во Зајас. Во документите од Централниот регистар не пишува дека истиот Куштрим Смајлај е и зет на лидерот на Дуј Али Ахмети, сопруг на неговата ќерка Ускана. Дали треба да заклучиме дека семејството Ахмети е во бизнисот со увоз на мазут? Unë u siguroj që familja Ahmeti nuk ka fare të bëj me... Se kishte emrin Erxhan Suljoski. Куштrim го знаете. Kushtrimi është dhëndri jemi, Uskana është shumë e vërtet që është vajza e ime, por prokuroria, gjyqësia, asnjë nuk është në amnesti, por të gjithë janë të barabarë përpara ligjit. Dhe unë nuk mund t'ja ndaloj kërkuajt zotë familjes time që të mos kenë aktivitete, por një ua kam bërë të ditur që përpara ligjit janë si çdo qytetar të barabarë. Куштрим Смајлај не е меѓу осомничените во истрагата на обвинителството. Повеќе не е ниту бизнис партнер со Ерџан Сулковски. Сулковски му го продал својот удел на Куштрим Смајлај во 2023-та за само 2500 евра, колку што му бил основачкиот влог и покрај свртените 12 милиони евра претходната година. Тоа на што укажуваат ваквите врски е тесна, семејна, партиска и бизнис прега во доходовните државни тендери и договори. Она што е неспорно во моментов е соопштението за отворената истрага на обвинителството. Под сомнеж се 13 лица. 2 се од РКМ. Не се именувани, но можат да се препознаат. Радко Капушевски и Ерџан Сулковски. Во периодот на 2021-2023 година, двајца осомничени во својство на основачи и управители на кривично одговорното правно лице, свесно повредувајќи ги прописите за постапката за јавен повик за набавка на мазут за потребите на ТЕЦ Неготино, поднеле невистинита документација.
Со намера да го изиграат договорот не ги извршиле обврските и ги повредиле правилата остварувајќи корист од големи размери. 9 мина осомничени, вклучувајќи го и поранешниот генерален директор Васко Ковачевски, се од СМ. Во намерата со умисла им помогнале осомничените вработени во АД Електрани на Северна Македонија Скопје, кои се наоѓале на високи позиции од генерален директор и директори на сектори до председатели и членови на комисии поврзани со јавни набавки. Иако знаеле дека правното лице не ги исполнува бараните критериуми за носител на јавната набавка, помогнале да се склучат договори за јавна набавка во корист на истото и му овозможиле да испорачува мазут се до 24.2.2023 година. Не е именуван и газдата на Пуцко Петрол Асмир Јаховски, но неговата улога обвинителството ја опишува вака. Врз основа на договор за посредување и анекс кон договорот, склучен помеѓу осомниченото правно лице и осомничен сопственик на правно лице со иста дејност, во два наврати биле префрлани средства од вкупен износ од 72 милиони денари за наводно извршени работи согласно договорот кој представувал само привидно средство за вршење на предметните трансакции. Осомничениот така примените парични средства, свесен за нивното потекло, со цел да ја прикрие нивната локација, ги трансферирал по основ на позајмица кон своето правно лице. Многу работи засега се нејасни. Например, зошто јавното обвинителство пресметува штета од 167,5 милиони евра, колку што веројатно изнесувале сите тендери, кога е познато дека ТЕЦ неготино работеше со тој мазут. И не помалку важно, што премиерот тврди дека мазутот бил токсичен. Овие луѓе кои што правеле стотици милиони евра бизнис на грбот на граѓаните, практично се богателе на грбот на македонските граѓани со тоа што користеле такви недозволиви, би рекол, средства и согорувале таков тип на недозволиви материи со што го загрозувале на животот и го уништувале единственото право на живот кој што е уставно гарантирано за сите граѓани. За сега нема ниту збор за такво нешто во истрагата што ја отвори обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција.